Ајде, здраво живо на сите. Добро вечер во новата епизода или новата емисија Психоманија. Денес, како и претходните емисии, ќе пробам она што го знам, што сум го дознал, што сум го разбрал, да ви го пренесам, да си кажам своји ставови, своје мислење. Вие може да коментирате, да се јавувате, да се вклучувате во живо. Другиот телефон го забрав. Така да во денешнава емисија ќе се осврнам на дел од минатата емисија кај што беа психолошките манипулации со широките народни маси, дека се случува во Скопје, општо во Македонија, втората точка, создавање на кризи, создавање на и креирање на проблеми, за да се отргне вниманието од некои поголеми работи. Денеска се случи уште една работа во кисела вода, за која што ќе си искоментирам и ќе ви пренесам за до кои информации дојдов, како е, зашто е и што уствари се случувало таму. Поздрав до Дарко Петковски, Бот на Мицковски, Владко Андонов. Што да ти кажам, педер по куќа да ти шета, друго, тоа е. Иначе дојде ти да го тргнеш знамето и да ми кажеш дали заслужува или не заслужува да биде кај мене, значи во мои приватни простори, ова знаме. И овој штип. Селјам до Регбупа. Значи, прво би почнал со тоа дека во моментов, пошто сите сте гракнале за Данела, за градоначалничката на Скопје дека не чини, јас ќе ве прашам зашто не чини. Затоа што го гледате тоа. Читав денеска еден куп коментари дека поздрав Драган Бабуновски. Драган Бабуновски. Ми заличи на Бабунски, викам, ама не е Драган Бабунски. Читав еден куп коментари, ваква била, таква била и така натака, ама ниеден не се најде да проба, да се информира или било што, туку директно идеше на нож. Кај еден пријател прочитав многу убаво описание дека таквите критики кон Данела се у буквална смисла мочање низ ветар. Значи, мочеш и ветарот ти ја враќа мочката и те прави утоп. Денеска во кисела вода се бутна најубавата реклама во градов, која беше светлечка реклама и на која пишуваше "Ја сакам кисела вода". Поточно имаше срце, многу убаво црвено, и пишуваше кисела вода. Таа реклама ја поставија
група на жители на Кисела вода, ентузијасти кои што се обратија до општината усмено им беше одговорено дозволено и се извинам, вака морам да му направам еден блок на овој Тупаков. Уствари нема блок, нека ја гледа и нека се нервира, само ќе го тргнам од пријатели, така, да не може да коментира. Па така, селјандура глупава, еве ти коментирај. Која бутнал рекламата, Дуи. Рекламата не ја бутнат Дуи. Значи, рекламата беше одстранета од една безобразно дрска, некултурна, невоспитана инспекторка, која што не се легитимираше, мислеше дека на чело и пишува дека е инспектор од некоја инспекцијска служба, немаше обележие, немаше ништо. Барав да се легитимира, пошто ја бев легитимиран, истакнат како новинар. Она не се легитимираше. Која вклучив камерата, исто така бегаше од камерата, не сакаше да се легитимира. А камерата ја вклучив затоа што си дозволи да се расправа на собраните луѓе, да се кара, да објаснува некои работи, да меша политика таму кај што не се меша. За кога дознав дека е политички вработена од Петре Шилегов и дека она уствари се осветува на буквално се што е ВМРО, и пробува. Она ја тера уствари агендата која што ја има договорено Христијан Мицковски и СДС. Значи, чисто терење на агенда. Значи, да се предизвикаат проблеми таму каде што ги нема. Значи, доаѓа безобразно, дрско, сечи, вади, крши. Во меѓувреме, значи, покажува некои документи без везе. На едно место пишува Кисела вода, на друго место пишува аеродром. Составувала нешто, ни сама не знае што составувала. Но, зошто сега кажувам дека е договорена работа помеѓу Мицковски и СДС? Оваа дешавка денеска во Кисела вода, во која што се налепија, се фатија многу луѓе, поготово од ВМРО наседна на провокацијата, а тоа е затоа што целата постапка ја води МВР. МВР има испратено до градот Скопје за таа реклама дека е непрописна, дека е поставена на непрописно место и дека за истата реклама мора да се бара дозвола и да се направи елаборат. И дека доколку не биде тргната рекламата, дека ќе следеле кривични пријави. Арно, ама како да го објаснам сето тоа? Значи, прво, кога беше поставена рекламата, сите бевме среќни и задоволни затоа што за рекламата си добивме усмена дозвола, си побаравме. Може ли? Може.
кај сакате да стајте на семафорите, кај центар за регистрација на возила, вика може и ние фино лепо како жители на Кисела Вода си ја стаиле рекламата, најубава реклама у градов. Значи, буквално поубава реклама немаше. И Оливер Спасовски, може не директно он, но како се вика тоа, секретаријат за сообраќај или не знам во МВР, доставува до град Скопје дека таа реклама била непрописна, затоа што во близина на семафор не смее да има никаков светлечки објект. Тоа ми го кажува денеска во СВР Скопје, во секторот за сообраќајна полиција. Од градот Скопје првично не добили никаков одговор, пошто испратили уште еден допис дека за истата реклама може да следуваат кривични пријави и покрај значи раководните лица на градот Скопје и пријави до општинските власти. Значи на општина Кисела Вода. Од градот Скопје испратиле допис до барем така пишуваше у документот, испратиле допис до Кисела Вода. Во меѓувреме од Кисела Вода побарале и добиле усмена согласност, но пред 5-6 месеци кога работата беше нормална. И сега по барање на МВР се руши рекламата и доаѓа комунистички инспектор, буквално комунистички инспектор, без легитимација. Мене, како новинар, на поставено прашање зошто се трга, како се трга, да ми каже да знам јас што да напишам или што да кажем. Дрско и безобразно ме вика, си имате пиар у град Скопје, си имате односи со јавност, прашајте ги нив, они тамо ќе ви кажат што е и како и зашто е. Па добро, викам, вие сте тука, што има да губам време да ги прашувам. Неа нешто да ви кажем на вас. Викам, добро, немате што да ми кажуете, викам, но викам, барем да се легитимиравте и тука почнав да ги наоѓам маните. Но, како и да е, после тоа, кога почна она да се расправи со граѓаните и да им објаснува дека рекламата ќе биде однесена не знам каде, во улици, патишта или не знам каде, и дека требале да ја бараат од Данела, и тука мене ми пукна филмот, затоа што, викам, жено, ти со Данела овци личуваше заедно, па да ја кажуеш Данела, а си викаш инспектор. По хиерархија, надвор во јавност, таа инспекторка мора, без разлика дали ја сака или не ја сака, дали ја поштои или не ја поштои, мора да ја вика градоначалничка. Или градоначалник, или да му се обратите на градоначалникот, или било што. Дури на едни им викаше као ваморовчишта нешто, тој стил, не сум точно сигурен, може погрешно сум слушнал, но како и да е, жената од нигде и никаде, значи, од обично поставено прашање, зашто, дајте, као, ние ќе тргнеме рекламата, зашто да морало, имало процедура таква, и повика полициско обезбедување. Жената се исплашила и повикала полициска асистенција. Дојдоа полицајци, се згази од смеење, пошто видоа дека нема зашто да, нема каде да асистираат. Но поради пријавата мораше да дојде и уште еден инспектор. Дојде човекот, се легитимираше све фино, лепо, уредно. Направи муавет со незе, ова исто нешто му шепкаше до душе на страна, не знам што,
му објаснуваше за правила, процедури. Човекот ти каже као демек људски демек да не се носи, еве да биде и волкот сите и овците на број. Едноставно рекламата да се даде на луѓето. И она запна не, морало по процедура, демек и повика камион и така натака. Немам услови да ви го пуштам видеото сега за да го видите. Така да, ај башка не е нешто убава снимката, не е квалитетна. Но ви го раскажувам ви ја раскажувам целата ситуација каква беше. Така да во овој случај со рекламата, значи барањето е на МВР, не е на Данела, а постапувањето на инспекторката е за само истакнување, само промовирање, гребење и така натака, вајда, не знам. Или исполнување на агенда да се предизвика револт во населението и во народот. Значи, буквално, онака како што пишува во втората ставка од овие 10 стратегии за манипулирање со широките народни маси. Вика втората ставка, овој метод се нарекува и проблем, реакција, решение. Треба да се создаде проблем за дел од јавноста да реагира на тоа. Например, да се предизвика насилство кое ќе се пренесува со намера. За полесно јавноста да прифати ограничување на слободата и така натака. Сега, за полесно јавноста не да прифати ограничување, туку за полесно јавноста да го проголта договорот помеѓу Мицковски и Заев и Таче Ќурка, успут, дека уставот треба да биде сменет. И во уставот да влезат бугарите, и во уставот да влезат сите оние други. Така да, едноставно, се предизвикуваат проблеми за... Не знам како да ви го објаснам тоа. Што видно со споменикот, Горан Крстев прашува, што видно со споменикот во Скопје Север на кружен тек? Дали е тој легално поставен или е дивоградба? Треба да знаат граѓаните на градот Скопје и кога ќе се обнови зградбата што се почна за крстот во Бутел. За тоа ќе морам да го прашам Даре, пошто тоа е веќе за Бутел, за крстот, дали ќе се продолжи, дали нема да продолжи, а за споменикот на кружниот тек во Скопје Север, од информациите кои што ги имам од порано, општината има направено елаборат, си направиле споменик, на официјално правно, законски е споменикот во ред, бидејќи бил на општинско земјиште. Затоа што таму на тој кружен тек не поминувал автобус, за да биде градско земјиште. Така да на секој начин се злоупотребуваат законите, меѓу кои во моментов сега се прави оваа криза за да се одвлече вниманието на народот. Народов да ја плюка Данела, ја што викам да си мочан из ветар, и едноставно да не примети кога ќе бидат уставните измени. Барем така пишува во книга.
А она што го гледаме е така како што пишува во книга. Се предизвикува проблем таму каде што го нема. Од друга страна, денеска исто, дојдов до една информација, но за некаков проблем, но истиот проблем бил многу брзо решен. Исто го правеле на принципот Данела е крива. Арно, ама виделе дека не е у тој проблем Данела крива, него ќе искочи друг крив и у моментот се решил проблемот. Така да нема да го спомнам проблемот, за да не кажете дека сум ја бранал Данела. Од друга страна, исто денеска имало совет во општина Росоман. И тамо советниците имале на дневен ред точка за изгласување, ми се чини на ДУП, не сум сигурен, нешто такво беше за некаква мини хидроцентрала. Не поминала. Не поминала точката, бидејќи советниците на ВМРО ДПМН не ја прифатиле точката и гласале против. Но после седницата имале многу големи притисоци. Од кого? Баш би сакал, ако има некој од советници од Росоман да ме гледа, да напише од кого биле притисоците и какви биле притисоците и зашто биле притисоците. Бидејќи таква една мини хидроцентрала на тоа место каде што требала да се гради, би предизвикала стварно катастрофа, без разлика што, значи, поголема катастрофа би предизвикала да се изгради мини хидроцентралата, отколку што би се имало полза од производството на струја од таа мини хидроцентрала. Не знам, се мислам дали во оваа емисија или да почекам за некоја наредна емисија да го обелоденам точно на кој начин и зашто и како се договарале господата политичари наши и од ВМРО и од СДС. Многу чудно од Европска унија, еве утре ми се чини, доаѓа фон дер Лајнен, така беше, Лајнен. Беше пред некое време, сега еве пак. Многу изгледа и се уарни у Македонија, па почесто почна да доаѓа тука. Не знам зашто. Најверојатно за европската перспектива, бидејќи нешто слично на ваквата честа посета беше 2018 кога беше референдумот, кога не посетува, како го вика, булдужерите на Европа, па беше Меркел, па еден куп други. Сега фон дер Лајн ја пуштаат цело време. Онаа што ја прашуваат, германците мислам дека ја прашуваат, дали е она председател на Европска унија или на Украина. Бидејќи луѓе и во Германија немале што да јадат, а она одобрувала пари по зајмици, не знам што, на Украина. Во милијарди збориме евра. Таа утре ќе ни дојде и сообраќајниот режим ќе биде регулиран за луѓето да не се вознемируваат многу. Да знаат зашто е. Исто така,
збореа цело време дека времето нема да се менува, дека конечно ќе си останеме на летно сметање на времето, да не го менјаваме на секој 6 месеца саатот. Арно, ама и тоа пупу не важи, еве денеска на владина седница и тоа го сменија, значи дека кај да е на 22 месечини ноември, не сум сигурен, дека ќе биде сменето времето од 3 во 2. Така да, за ова мислам дека тоа што планирав да ви кажам, ви го кажав, ја што викам ги исцрпив темите. Успут, ете, тој ботот го тргнав. Јадникот ме блокирал, изгледа, па затоа не можем сега да му ги видам коментарите што ги пишуваше за знамето. На Горан Крстев му одговорив на прашањето, а за крстот ќе го прашам Даре баш до каде што е, дали ќе продолжи или е дефинитивно прекината изградбата. Друго, не би знал друго што да ви кажам, неискрено. Затоа што освен оваа дешавка денеска, што се случи во кисела вода, која што стварно и мене многу ме изиритира, други поинтересни дешавки не се случија денеска. Вчера си правев така видеа, си пуштав, каде што во првото видео беше дека тој што го измислил Шпицен бил многу глуп. Тоа се зборовите на Гога Сорос во емисија, и нормално со инсерти кој го измислил, кога го измислил, кога го кажал, како го кажал, зашто го кажал. И второто видео кај што од она апликацијата, кај што Мицко си пее многу песниче, така изгледа дека добил гаранции. Не изгледа дека добил гаранции, него добил најава за гаранции, пошто утре доаѓа фон дер Лајен. Не знам, за Христијан Мицковски многу ми намисла дека е само лична природа на мојата нетрпеливост кон него. Но, како што може да се примети, секој ден се повеќе и повеќе луѓе почнуваат да имаат исто таква лична нетрпеливост како мојата кон Христијан Мицковски, особено ние кои што сме членови на ВМРО-ДПМН и кои што никогаш не сме смениле нити партија, нити па сме биле во некоја фракција реформаторска, мериот, немериот и така натака. Значи, луѓе кои што во партијата се за партијата, а со тоа за државата. Така да, вакви ботови како оној да сум го тргнал знамето, такви ги има грубо преку сила едно 50 или 100. Од тие 50 или 100, десетина добиваат кеш, буквално се платени за да пишуваат коментари. Конечно, добро вечер за Пицан од Кратово. Доаѓа на Мицко гаранцијата да му ја донесе. Абе сега, добро е што доаѓа оваа фон дер Лајнов, замисли да дојдеше Курц. Па ќе требаше да прими Курца. За гаранција. И тоа.
Се надеваме, ќе почекам малце да видам да напишете и вие некој коментар. Бидејќи, па ќе кажем, тоа што имав за оваа емисија да ви го кажам, што го имав спремено, ви го кажав. Така другото оставам на вас ја што викам, да ме подсетите. Ако ме прашате мене, јас сум против. Ако ме прашате мене. Така е, Пицани, ја мислам дека може фон дер Лајно доаѓа, пошто Лајно онака да подмачка, за после кога ќе дојде Курц да го прими полесно Курца. Јули Лубевски века: поздрав Сихо, како ти е мислењето за ВЕФ и Клаус Шваб? Немам мислење. Мене ми е концентрацијата, да кажем, освртот на домашната политика. Надворешната политика има други медиуми, други новинари кои што се бавтаат со надворешната политика. Јас ја следам исклучиво само домашната политика. Бидејќи надворешната политика ми е, да не речем лигава, него премногу дволична, и гледам како се пресликува кај нас или од нашиве работи, како се пресликуваат таму. Значи, како сме биле ние како експерименти. Така да, искрено немам мислење нити за ВЕФ, нити за Клаус Шваб. Извини. Абе, види, има членови од сите политички партии кај нас во тој ВЕФ. Може да има. Никој не брани на никого да биде член кај сака. Исто како мене што никој не може да ми забрани или да ми каже јас каде да бидам член. Значи, јас сум во Македонија и сум член од самиот почеток на ВМРО-ДПМН. А има Српска партија, Демократска партија на Срби, има уште една Српска партија, после тоа формирана од Милетич, Странка Српског единства, најверојатно сака да го глуми името на Вучич. Ама јас во тие партии не сум. Од проста причина што, да повторам за тие што не знаат, значи јас гледам на било кој начин да се одолжам за мојата чест, што имам чест да живеам во Македонија и да го дишам македонскиот воздух. Иако сум србин, јас работам исклучиво за македонските интереси. Вестите, информациите до кои што доаѓам само за македонските интереси. Бидејќи, да кажем, тука сум роден, тука сум пораснат, пријателите ми се од овде, фамилија сум направил, деца сум створил, све тука во Македонија. Неприродно ми е да не бидам за интересите на оваа држава во која што творам, во која што работам и во која што живеам. Така. Значи, тоа е, секој има слободна волја да членува каде сака. Не знам кај вас дали прекинува, кај мене на компјутерот некако прекина.
оваа цела игра е дел од тој ВЕФ. Оваа цела игра е од кукавици во Македонија, кои што сакаат да направат нешто со што би го понижиле македонскиот народ, бидејќи влечат фрустрации од детство дека другарите не ги играле најверојатно, а се во моментов на највисоките државни функции. Во Србија и Црна Гора се потпиша закони за све вкупниот имот да влезе во државна контрола. Во Србија и Црна Гора се потпишаа закони за севкупниот имот да влезе во државна контрола. Нема такви закони донесено, барем во Србија и Црна Гора, затоа што таков закон кога би се донел, тоа би значило дека се враќаат во комунизам. Ова дека нема да поседуваш ништо, ама ќе бидеш среќен, тоа веќе го слушнав, мислам дека го кажуваше Палчо, не сум точно сигурен, дека државата, општо државите сакаат да ги направат као компании. Така да они може да направат било што да купат, да ги раздужат државите и све, но оној имот кој е мој, тоа е мој имот. Така да кога сите ја верувам, кога сите би размислувале како мене дека вашиот имот е ваш имот и дека треба да ве убијат за да ви го земат имотот, тогаш они можат и на трепки да застанат, сите да не убијат не можат. Значи, мојот имот, јас ќе го бранам со живот. Мојот 2 милионити дел од државата Република Македонија. Јули, се уште е така, се уште нема такви закони никаде донесено, да, и јас го имам слушнато тоа дека во тој правец се оди. Да бидат државите како корпорации, сите да имаат, поточно на народот, да му се дава само толку колку што му треба, за да биде среќен. Значи да му биде пун фрижидерот, да може да, како у време на Тито, фрижидерот пун, со една плата се иде на море, се тера одмор, се ужива, на 1. мај се иде скара се прави, и сите среќни и задоволни, и сите имале пари. Тоа што немале слобода, тоа што не можеле да купуваат што сакаат, тоа нема везе. Тоа се така размислуваат луѓе кои што генотипски се робови. Или да не ги кажем животни, јади сери. Толку. Ама, Јули Луговски повторно, со него си правам муавет, фала му искрено. Вика, ако се врати Трамп, ќе биде добро за нас. Тоа е моменталната борба во Украина. Дали ќе се врати Трамп? Трамп беше, ние не осетивме ништо добро како држава. Све исто си беше. Исто не притиска да смениме име, исто не притиска да се откаже македонскиот народ од дека е народ. Сега со ова демокративе у Америка, им даваат, тие не се демократи, него тие се
национал-социјалисти, нацисти. Затоа што ова што го прави Бугарија, они да викаат да, добро е, тоа е нацизам, класичен. Потписа екзекутив одред за одземање на имотот BlackRock. Употребуваш странцизми кои што рака на срце стварно не ги знам. Не би знаел за што да ти коментирам. Затоа што не знам што е, не знам кој е BlackRock. Да, Трамп тоа го потпише и го врати. Тоа беше под контрола на Рокфелер, но тоа било тогаш. Сега, колку што знам, демократите повторно го вратија на Рокфелер тоа истото. Фала ти, Јули, на тебе. Фала што се вклучи, што се надеваше дека јас знам нешто и од глобалната политика. Нешто малце знам, но тоа е многу малце и не сакам да лупам работи кои што стварно не ги знам. Фала ти за прашањава, фала ти што колку толку ми ја направи поинтересна емисија. А истовремено ми овозможи и јас да си го кажем моето мислење за домашната политика. 45 минути од емисијата. Пошто стварно поздрав Јули Лубевски до тебе. Еве, со тебе ја затварам емисијава. Ми е малце пократка, но тоа што сакав да го кажам, го кажав. Верувам дека ме разбравте, дека знакот, светлечкијата реклама ја сакам кисела вода, е од странета по барање на МВР. А со асистенција на овој, како се викаше, Зоран, секретаров. И инспекторкава на Шилегов. Така да бидете поздравени и наскоро се гледаме и да ви покажувам некои други работи кои што веќе ги спремам за ова што ви го кажев минатата емисија, за 10 психолошки стратегии за манипулирање со широките народни маси. Таа емисија ќе биде снимена, монтирана, значи нема да оди во живо, така да за да можем, вака немам услов, бидејќи емисијата ја правам од телефон, а онака она ќе биде снимено со камера, ќе бидат земени изјави, ќе биде средено, ќе биде емитувано тоа што ќе се кажува, ќе има, значи, и да го видите истото што се збори. Фала што ме следевте, фала што ме гледавте, имајте лека ноќ, да е жива здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови.